Денеска во услови на COVID-19 се одбележа богојавление водици. Тоа значи само со света богојавленска литургија во соборниот храм Свети Никола, на која чино начелствуваше брегалничкиот митрополит господин Иларион. Чинот со кој неговото високо преосвештенство ја освети водата без традиционално фрлање на крстот во брегалница, како и кандидатите кои влегуваат по него за да го фатат. Верниците ладно во утро, трпеливо чекајќи да земат од осветената вода, вака го прокоментираа денешниот празник, чии корона услови го направи сосем поинаков од досегашните чествувања. Празникот постоеше, ќе постои сега и ќе постои и понатаму, што сметам дека на некој начин короната го учина своето, дојде до овие непосакани гужби, али се надаме дека во иднина ќе се смени, тоа ќе биде подобро. Традицијата останува секој, ние сме македонци, мораме да си ја почитуваме традицијата, тоа ни е идентитет, тоа ни е се. Многу лошо заради короната сега. Што да правиме? Мора такви се условите. Верата си е вера. Да. Нема, мора да си ја почитуваме верата. Би требало да се каже дека со држење на дистанца и со добра организација може се да се направи како што треба и требаше ова да се одржи оваа година за да не се прекине традицијата и да се православниот свет обедини во една општа борба против коронавирусот за сите аспекти на понатамошен нормален живот во нашето општество. Лицитирањето на честниот крст е една од традициите што не беа одминати со ковид мерките за безбедност. Во соборниот храм Свети Никола годинава честниот крст го купи Ангел Џонов. Дали ова прво лицитирање на штипјанецот Џонов за честниот крст? Втор пат. Што Здраве, среќа, успех на сите граѓани, сите верници. И во храмот Успение на Пресвета Богородица во Новосело, честниот крст го купи Баже Јорданов. Ова му е прв пат. Лицитацијата за мене значи можност за здравје, за берекет во новата година, за сеото она што е негативно да исчезне во новата година. Согласно ковид протоколите, годинава изостанува посетата на домовите на граѓаните од оние кои го купија честниот крст. Истиот кај овогодишните купувачи ќе биде до Свети Трифун, односно 14 февруари. Во меѓувреме не изостана и празничните честитки од политичарите. Богојавление водици на своите сограѓани им го честита градоначалникот на Штип Сашо Николов. Во честитката, меѓу другото се вели: да погледнеме во себе си, да го најдеме најдоброто во нас и несебично да го делиме со другите. Денеска Свети Јован во реката Јордан го крсти Исус Христос и со тоа крштевањето станува една од светите тајни во христијанството. Овој празник значи духовно раѓање и верба во заедништво. Нека е честит празникот Богојавление, добро здравје и среќа на сите. Бог се јави, навистина се јави. Стои во богојавленската честитка на градоначалникот Николов. Честитка до Штипјани упати и пратеникот ВМРО ДПМН од Штип Иван Јорданов. Бог се јави за многу години. Ја користам оваа прилика на сите наши сограѓани, православни христијани, да им го честитам големиот христијански празник Богојавление водици. Оваа година во поинакви услови, со надеж и молитва дека побрзо ќе ја пребодиме оваа пандемија и здравствена криза и до година повторно ќе чествуваме во водите на река Брегалница. Задолжителните мерки за безбедност доследно се почитуваа во обата храма, како и во останатите не само во Штип, но и во регионот.